Што сега го имаме на програма, доколку се слушаме, колегата Слаген Ивковиќ е во Охрид и го следи оно што е всушност втор камп на шпанскиот гигант Реал Мадрид во Македонија. Слаген, доколку се слушаме, што е она што се случува во Охрид, отприлика колку број кампот, дали сите учесници се деца од Македонија, ќе однесеме ли некој на Сантијаго Бернабеу, Слаген? Добар ден, колеги, добар ден за сите гледачи на 1 ТВ. Се јавуваме директно од Охрид на вториот камп на Реал Мадрид Foundation Campus Experience овде во Македонија, поној во Скопје, сега се одржува во Охрид. Се надевам дека вам ви е удобно и топло, но ние не се жалиме, иако е ладно во Охрид, не вообичаено ладна зима би рекол за Охрид, бидејќи охриѓани не паметат вакво ладно време или ваква количина на Охрид некои 19 години наназад, последен пат во 2000 година. Но како и да е, отежнатите услови не попречија за првиот ден на кампот на Реал Мадрид фондацијата да стартува и да стартува со навистина огромно возбудување и силна енергија кај сите учесници. Предвидено првично беше да се почне на отворен терен, на отворено игралиште Тремно, но поради, како што напоменав, снежната покривка која владе овдека во Охрид, камперите или сите учесници на кампот се префрлија во затворен дел или во еден фудбалски балон со вештачка трева. Токму зад нас моментално може да се видат сите оние момчиња кои стартуваа со кампот на Реал Мадрид фондацијата, но малку за оние информации кои впрочем од синоќа веќе беше се подготвено, оние шпански тренери и стратези кои го одработуваат кампот беа веќе пристигнати од синоќа во Охрид, удобно сместени, видно расположени и изненадени од пречекот и условите кои покрај таквото ладно време во Охрид сепак нема да им отежне во реализација на вториот камп во Македонија. Утрово сите учесници пристигнаа некаде околу 10 часот, тука беше и 1 ТВ како единствен медиумски телевизиски партнер во соработка со Спорт Арена МК, како единствен пак организатор или лиценциран партнер на Реал Мадрид фондацијата Campus Experience. Токму ќе разговараме тука со мене, со организаторот и главниот виновник на реализација на овој камп. Тука со мене е Владко Тодев од Спорт Арена, единствениот, како што кажав, лиценциран партнер на Реал Мадрид Foundation Campus Experience. Добар ден, Владко. Како е првиот ден, кои се првите впечатоци? Добар ден. Благодарам на вашата поддршка и што сте веќе на стартот од кампот и ќе се задржите тука до завршување на кампот. Како што кажавте, условите малце ни се отежнати, но веруваме од утре дека ќе биде супер времето и ќе продолжиме на отворено како што и планот. Денеска не посака времето, во раните утрински часови заврна снег, отежна малце игралиштето и ете, план Б. Сепак радува што имате план Б, што не отежнуваат условите на реализација или на стартот на кампот. Ме интересира колку шпанците беа изненадени од првиот впечаток и условите кои наидоа во Охрид за реализација на истиот камп. Од условите се презадоволни како и од хотелот и од се останато. Од наша страна организирано. Како што кажав, план Б се преселивме во сала, денеска тука дечињата сите ке работат. Они се поделени во 3 групи, веќе едната е пристигната, другите се во хотел, каде што имаат едукација и слободни активности. Така, тоа ме интересира со што се учесниците ќе бидат запознаени на кампот, освен овој тренажен процес, што останото ќе им понуди програмата на Реал Мадрид Campus Experience? Дечињата, значи, ќе бидат целосно активни, освен за оброците и нели спиењето. Ќе имаат, како што гледате моментално тренинзи, ќе имаат едукација и слободни активности. Игри, забава, дружење. Буквално 24 часа ќе бидат исполнети. Дали сите учесници дојдоа на време и се присутни сега? Па не дојдоа сите, имавме неколку откажување минатиот ден, вчера, од оправдани причини, здравствени проблеми, но повеќето се сите тука.
освен 2-3 дечиња што беа спречени споради здравствени причини. Така, тука ќе направиме мала пауза. Колега Владко би сакал сега да продолжиме со она што впрочем не идовме на отварањето, официјалното отворање на Реал Мадрид кампот во Охрид, од оној официјален дел, каде се обрати главниот менаџер на кампот на фондацијата на Реал Мадрид, господинот Карлос Касилјас Санчес. Предлагам да го слушнеме или да ја слушнеме она негова првична изјава. Today is our second campus in Macedonia. So we came from Spain just to take a look about you and also just to improve your level in football. From Real Madrid we work with different values that we hope that you understand and you practice during all the week. We will practice about effort or self-control and leadership, teamwork and respect. Here you have the best group that you can have for this camp. Слагјан, доколку се слушаме, продолжуваш со разговорот или овде сме во студиото, кои се шансите да испратиме некое дете во Мадрид? Тоа да видиме еве од главниот партнер, единствениот лиценциран Владко Тодев. Колегата ме прашува колку се шансите или колку е реално некој учесник или некој момче талентирано, фудбалски талентирано, да овој камп го искористи најдобро што може и да речеме да се најде во школата, на оригиналната школа на Реал Мадрид, па некогаш нели во првиот тим, сениорскиот тим на Реал Мадрид. Колку се шансите реални за таков подвиг? Искрено, ние тука сме партнери на фондацијата Реал Мадрид и сме всушност главни да го организираме сето тоа. Ние немаме големо искуство за да процениме од наша страна кој дали има потенцијално некој дете шанса да замине таму. Пред се, како што кажа во неколку наврати, тука е најбитното децата да бидат среќни и задоволни што се дел од Реал Мадрид Campus Experience, но доколку некој детен си ги исполнува тие критериуми, ништо не е исклучено. Но првото е едукацијата, второто тренинзите, како што кажав, на крај да бидат сите дечиња среќни. Така, се надеваме дека ќе го искористат максимално и ќе ги исцрпат сите оние, ќе го исцрпат сето она искуство од шпанските тренери и знаење Како што погледнавме пред да се уклучиме во живо, тренерите од Реал Мадрид фондација на неколку наврати, тоест многу често ги прекинуваат акциите. Овој прв ден само чисто запознавање, нели? Ама ете се труда да веднаш на почеток да ги насочат како треба да моментално да играат фудбал. Така, Владко, што ќе ги очекува се учесниците во наредните денови, впрочем до кога остануваат во Охрид? Охрид останува до петок, ги очекува многу едукација, сигурни сме дека има што да научат, многу дружба и многу фудбал. Тоа се виде уште од првиот ден, колега Владко. Доколку имате уште некое прашање, повелете. Ние секако ќе останеме и натаму со кампот на Реал Мадрид фондацијата тука во Охрид. Слагјан, за сега ти благодарам. Остануваш ти во Охрид, го следиш ова барем за љубителите на фудбалот едно големо збиднување. Секако сите оние звезди биле скаутирани уште од мали, па така ништо нема да ме чуди ако имаме некој скаут на Реал Мадрид кој што знае да распознае во кое дете се крие специјален талент. За сега ти благодариме. Ние ќе се префрлиме во студиото со друга тема. Јана, што е оно што следно го бруваме? Така, сега имаме следно линковско вклучување од она хуманитарна веселичарска дружба насловена Сите под еден чадор, која што треба за кратко време да започне, односно во 16 часот, и на линк треба да имаме нашата колешка Сузана Турунџиева, која што има и своја гостинка, која што исто така меѓу другото ќе треба да настапи денеска на ова хуманитарна дружба, ќе ни открие малку повеќе детали. Сузана, добар ден од студиото. Здраво Јана, поздрав до сите вас во студиото, поздрав и до гледачите на Еден ТВ. Како што кажа,
Денеска ова попладне од 16 часот сме сите тука под еден чадор во амбрела. Местото кое што од 7 ноември минатата година веќе почнува да ги руши сите бариери, сите предрасуди, почнуваме да ја тргнуваме стигмата и овде на ова место каде што можат љубезно и најкултурно да ве послушат момченца и девојчиња кои имаат одредена попреченост, на вистина денеска ќе обедини многу добри, многу хумани луѓе, многу благородни представници на разноразни институции, центри, приватен сектор и луѓе кои што имаат големи срца. И денеска со овој настан ќе ги започнеме низата настани кои што ќе бидат организирани можеби токму тука или на многу други места, но ќе ги поттикнеме луѓето секогаш да се стават од другата страна на приказната, дека можеме и ние еден ден, доколку немаме во нашето семејство да добиеме детенце или роднина со одредена попреченост, каде што ќе треба да ја покажеме нашата човечност, да подадеме рака и да покажеме дека сме сите на вистина исти или како што кажавме сите под еден чадор. Со мене е Наташа која што е координатор на Институтот за дефектологија и ќе ни каже многу повеќе за се она што очекуваме денеска од овој настан. Здраво, Наташа. Здраво. Благодарам што се денеска заедно со нас на овој настан. Понатаму продолжуваме во текот на денот од 16 часот, заедно со сите оние кои што ни се придружат. Благодарности до Сузе што прифати да биде дел од музичкиот дел, да одговорна за забавата заедно со со Верица Пантиловска. После 16 часот ќе се забавуваме, доаѓаат нашите колеги од Филозофски факултет, доаѓаат од Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија, понатаму од општината Газибаба, оние кои што се за кои што ги наменуваме средствата, доаѓаат представници од општината, од бизнис секторот, од градинките, затоа што кажавме дека средствата ги наменуваме за детските градинки. Размислувавме некако обземени со празнично расположение, донирање, дарување и така натаму, да направиме една убав хуманитарен настан, но еве решивме да започнеме со најмладите, со дечињата од детските градинки во општината Газибаба, затоа што сметаме дека раниот детски развој е најважен во животот на секој еден од нас. Децата со попреченост, односно со посебни потреби се повеќе на број во сите детски градинки, така да сметаме дека со средствата кои што денеска ќе ги собереме и понатаму дека ќе развиеме јавната свест и понатаму ќе се донираат, ќе успееме да набавиме дидактички материјали за детските градинки во Газибаба. Меѓутоа и она што е наша цел да потикнеме и вработување, затоа што не секаде во сите детски градинки или сите училишта, а нешто што е еден од поидобните услови за функционирање на инклузивно образование, не секаде имаме вработен и стручен кадар, односно специјални едукатори и рехабилитатори. Така да се надеваме дека после овој настан и општината Газибаба или секоја следна општина која што ќе анимираме за вклучување во вакви настани, поупорно ќе дава барање и поупорно ќе бара нови вработувања на стручен кадар. Дечињата од нивните општини ќе имаат соодветен третман, без разлика секаде за комплетирање на тимот, дали станува збор конкретно за специјален едукатор и рехабилитатор, дали за логопед или останате профили педагог, психолог, социјален работник и така натаму. Се се тоа профили кои што и се опфатени во студиските програми на Филозофски факултет. Токму таа причина и некако факултетот е посензитивен и организира вакви настани. Дополнително сме и колектив кој што ги сака и неформалните дружби. Ќе видите и подоцна дека умееме сите и да запееме. И она што особено не радува сензитивности на Дирекцијата за заштита и спасување. Започнавме со други активности, од друг тип, затоа што нивните ингеренции се во едно друго подрачје, но видовме дека има простор за соработка и на ваков начин. Започнавме повеќе за летна школа за мигранти и слично, понатаму конференција на колеги од Безбедност, одбрана и мир, дојдовме до тоа дека можеме да соработуваме и на подрачја која станува збор за дечиња, Институтот за психологија, педагогија, Институтот за специјална дефектологија, односно специјалните едукатори и рехабилитатори.
имаме низа и идеи за понатаму од ваков тип, меѓутоа и други, изработка на брошури, на брајево писмо, на презентации на знаковен јазик за дечињата со оштетен слух, за се она што фаќаат активностите на Дирекцијата за заштита и спасување. Сигурно дека сите овие активности кои што веќе од следната недела ги организираме, прецизираме, ќе бидат исто така и презентирани пред медиумите и ќе бидат презентирани, се разбира, опасностите и начинот на справување во услови на криза за дечињата со попреченост, без разлика она што го споменав за дечиња со оштетен вид, со оштетен слух, или пак за дечиња со интелектуална попреченост, кај што е потребно и да биде изработен материјал на лесно разбирлив формат, меѓутоа и ќе треба да бидат на едно пониско ниво, поразбирливо и презентирани во нивните училишта, односно стамбени единици за живење со поддршка за водите и така натаму. Одлично. Благодарам многу. Однапред се радувам што и јас ќе бидам дел од овој настан. Ги покануваме сите оние кои што сега тука некаде привршуваат со нивното работно време, некои работат до 15, но некои до 16 часот, да ни се придружат, да ја покажеме нашата големина, човечност, благородност и на овој убав ден на Василица да бидеме дел од првиот од низа настани кои што ќе се организираат, се со цел да се соберат средства, како што кажа и Наташа, да се купат тие дидактички средства кои што се неопходни за најмалечките, за децата во градинките, бидејќи од искуство и од сето она кој што јас го имам како информација, многу е битно да се работи со дечињата уште од таа најрана возраст, за да можат и тие да бидат корисни граѓани во општеството и да бидат подеднакво исти како и сите останати. Јана, имаме ли некое прашање? Не, Сузана, ние ти благодариме навистина за ова твое линковско вклучување од ресторанот Амбрела, секако и на твојата соговорничка. Навистина, еве, успеавме да доловиме барем дел, спомена и ти од се она што ќе се случува, убав повод и да главното прашање, односно да бидеме хумани. Ти благодариме уште еднаш. Така, а сега преминуваме на следна тема свет. Да, бидејќи вниманието можеме така да го задржиме, нели? Малку ваму, малку таму. Шаренулико како и секогаш. Глобално, малку регионално. Најновото нешто. Доналд Трамп, Да, повторно најново е Доналд Трамп. Како секој ден најново Доналд Трамп. По тоа што секој ден има некоја вест вржена со Доналд Трамп, може само да се каже дека или има добар пиар, или е вистински председател кој секогаш може да извлече нешто и да привлече фокус на внимание на светската јавност. Човекот со својот Твитер профил е веројатно и веќе медиум сам по себе, колку луѓе го следат, па веројатно и затоа преку Твитер ги соопштува, иако не би смеело, нели, така да биде, на кој сме ние да го пропагираме тоа кај Трамп, барем кој сум јас. Трамп вели не му биле потребни само 15 минути за да постигне договор за одблокирање за оваа делумна блокада на владата, која што пак вели секоја недела зема по $1 од Америка. Знаеме, блокадата е за изградбата на... Да, таа е делумна блокада на американската администрација. 800.000 луѓе остана без плата и бевме сведоци во медиумите, барем ја толку време следам меѓународна политика, особено нели состојбите кои се случуваат во САД. Не сум видел таква некоја, би рекол, балканска иконографија, луѓе излезени на улици се ги бараат своите заработени плати, што само укажува дека ова со ѕидот, со блокирањето на федералните институции, каде што 25 федерални институции се блокирани поради недозволувањето на демократите да го изгласаат буџетот од 5,7 милиарди долари за изградба на ѕидот со Мексико и настојчивоста на Доналд Трамп и неговата администрација тоа да оди по секоја цена, дојде до ова што дојде, а тоа значи сега за сега не се гледа крајот на таа блокада која трае од 22 декември. Така, за која што пак упорен е човекот. Добро, тој има една опција, тоа се случи, мислам, ние зборувавме во ова студио, една од опциите на кои она лудира, дека може за 15 минути нели да ја одблокира, е неговата позиција како председател на САД да воведе вонредна состојба во земјата,
автоматски според нивниот устав тој може како претседател кој вовел вонредна состојба да располага со воениот буџет. Тој самиот најави дека доколку продолжи овака, тој ќе воведе вонредна состојба, ќе го земе воениот буџет и од тој воен буџет ќе финансира 5,7 милиарди долари за да се изгради конечно тој ѕид кон Мексико, ја би рекол кон целата Латинска Америка, ако се зема во предвид на состојбите што таму се случува и што таму во најава ќе се случува. Да подсетам, огромен мигрантски бранд имаше од Хондурас, каде што дали сиромаштијата ги тера луѓето да одат во Соединетите Американски држави, но и најавите и ова што се случува во Венецуела, каде што имаше огромни протести, каде што е реизбран Николас Мадуро, кој очигледно Запад не го признава, но очигледно и Венецуела е поделена држава, па извецкањето со оружје таму каде што нели веројатно може да дојде до нов регионален, да не кажам и поголем судер помеѓу сето тоа во патронат на Соединетите Американски држави кои нели сакаат демократски власти и Руската Федерација која нескриено го поддржува Мадуро и актуелната влада во Каракас. Повторно Трамп, малку една сега друга страна во однос на она изјава која што дојде упатена односно предупредување упатено до Турција. Да, интересно предупредување со заканување, што е многу. Да, дека ќе се соочи нели Анкара со економско уништување, така вели Трамп, ако ги нападне курдските сили во Сирија. Со повлекувањето со најавата за повлекување на американските трупи од Сирија и она би рекол нескриено воодушевување на Анкара дека конечно ќе може послободно да се справи со курдите кои до вчера беа сојузници на Соединетите Американски држави во борбата против ИСИС и тамошниот режим на Башар ал-Асад. Се отвори страшна шанса Турција конечно да ги истреби курдите од таму, што може да предизвика поголем геноцид. Инспирирано од тоа и критизирано од јавноста, светската јавност дека Трамп ги предаде своите сојузници, тој утринава веројатно пак преку Твитер, веројатно мотивирано тоа изјави дека доколку Турција се обиде да ги уништува тамошните курди, Соединетите Американски држави економски ќе ја уништат. Турците пак возвратија не можете да не заплашувате со економски закани. Не можете и исто така нели Чавушоглу, министерот за надворешни, имаше еден смирувачки тон каде што кажа дека не може да правите паралела на терористи и пријатели, алудирајќи нели на терористи сметајќи ги. Бидејќи Анкара ги смета курдите за терористи, бидејќи тие таму курди бараат отцепување на еден дел од турската територија и формирање на независна држава Курдистан. Од друга страна, Соединетите Американски држави секогаш ги поддржуваат курдите на теренот во тој дел. Само да подсетам дека курди има околу 30 милиони, живеат на територијата на денешна Турција, на денешен Ирак, на денешна Сирија и на дел од Иран, но се народ без држава, се обидуваат да се изборат да се ја направат таа држава Курдистан би се нарекувала, меѓутоа сите овие држави и овие големите никогаш не им дадоа поддршка, па оттаму секогаш се лојални на Соединетите Американски држави, сметајќи дека можеби Вашингтон еден ден ќе ги поддржи нивните настојувања. Но сега Турција виде одлична шанса да си ги исчисти работите, бидејќи ќе подсетам изминатите години курдите многу правеа, да кажеме, имаше огромен број на терористички напади на турска територија. Да, но на некој начин ова, како што и зборувавме претходно, која е шансата Турција да стане главна во тој регион, ако сад нели се повлекува, па може да им биде шанса. На некој начин и овие предупредувања од Трамп можеби и се добри за да не ескалира. Турција е таму главна, она е регионална сила. Турција ми се чини дека од секогаш била голема сила на Блискиот Исток. Морам да те подсетам дека Турција потекнува од една голема отоманска империја и ги задржа тие афинитети, има силна војска, членка на НАТО е и секоја онаа држава или светска сила која сака да направи било каква доминација во тој дел од светот мора да игра преку Анкара, па не случајно и Русија и Турција се доста приближени. Практично сега можеме слободно да кажеме дека Москва и Вашингтон се борат за наклоноста на Анкара. Да. Од друга страна во Европа, Макрон, председателот на Франција, оној кој што на некој начин бара да ги смири жолтите елеци, кои што со месеци протестираат на
улиците во Париз, па малку се смирија. Точно 9 недели. Так. Саботата беше 9-та сабота од протестите узастопно, значи 9 недели вкупно до сега протестираат жолти телеци и јас извини што те поправив, односно што се вмешав, интересно е што меѓународната јавност полека почна. Нема, така е тоа кога човек одблиску ги следи случувањата. Медиумски почна као, па добро, помина, не. И оваа сабот имаше околу 80.000 демонстранти на улиците, а тие натаму се борат за своите права. Макрон во обид да ги намали тензиите и најави широка јавна дебата низ Франција. Можно ли е да се намалат на ваков начин? Еве како идеја. Па, идејата му е да направи јавна дебата и, како што самиот Макрон рече, проблемите да ги преточи во решенија. Меѓутоа, и жолтите елеци и опозицијата денеска го критикуваат Трамп, бидејќи тој во својата најава за дебата. Што е идејата на Макрон? Да оди низ сите градови и населени места во Франција и таму да дебатира со луѓето на одредени теми, како што самиот кажа, за социјалните и даночни реформи во државата, а при тоа одби и нагласи дека нема да збори за смртната казна, за истополовите бракови. И абортусот чина. И абортусот, да. Автоматски ставајќи се дека ќе разговараме за даночни реформи, социјални реформи. Она што е забелешката и што не му веруваат на Макрон дека ќе успее е критиката дека тој ќе збори за даночните реформи, но повторно нема да збори за главната тема. Колкав е данокот и какви се даночните реформи на богатите. Ќе повториме дека овие жолти елеци, едно од барањата е богатите да земат помалку, богатите да бидат помалку богати. Добро, тогаш овие редовни посети кои што Макрон би ги правел во Франција, се знае дека државата е голема, ќе има многобројни посети, околу 2 месеци, 3 месеци би требало да трае целата турнеја. Тоа му идејата, да. Може, дел од аналитичарите велат дека тука се гледа неговата отвореност и лидерство. Да, од друга страна може да биде, како што самиот напомена, еден вид на пак негова пропаганда лично. Тоа е обид за негова пропаганда, затоа и опозицијата веднаш критички излезе и рече дека ова е само обид да ги замачка очите на јавноста и на светската и на домашната јавност. Демек Макрон сака да каже дека е транспарентен, а всушност ништо не може да направи, бидејќи главната суштина е богатењето на богатите. Се смета во Франција дека средната класа и сиромаштите се жртва на тоа што богатите не го плаќаат данокот колку што треба и што повеќе има богати, тоа помалку ќе има нели, што помалку има богати, ќе има повеќе сиромашни. Во Франција е тоа проблемот со политиката на Макрон. Меѓутоа, она што уште поголема проблем се создава е што жолтите елеци се настојчиви, тие најавија пред некој ден дека ќе прават и политичка партија, бидејќи имаат огромен број на поддржувачи и она што се предупредува од денеска е дека можеби крајната десница предводена од Мари Ле Пен, политичарката која загуби на прошлите председателски избори од Макрон, а ќе ги злоупотреби жолтите елеци и нивното незадоволство против актуелната администрација на Макрон за предстојните европски избори во Европскиот парламент, што според некои анкети се вели дека се големи шансите партијата на Макрон да не успее да влезе во Европскиот парламент, но на твоето прашање само ќе додам дека анкетите покажуваат дека 43% од французите сепак би сакале да учествуваат во таа дебата и би го послушале Макрон да им каже што точно ќе реформира во Франција за да се смират овие, би рекол, социјални немири. Добро, можеби во студиото ќе седнеме, ќе зборуваме за некои поинакви резултати од оваа отвореност, ако е нели сепак искрена отвореност на Макрон, кој што доаѓа да ги сослуша барањата и при тоа да зависи што ќе преземе. Јавна дебата, сака да ги убеди нели она непосредно, не преку медиуми, не во широкиот аудиториум, него непосредно луѓето од врата на врата, што би рекле кај нас, да им објасни што точно мислел кога ги воведул овие даночни реформи во Франција. Ќе го следиме, Да, останува да видиме како и секогаш како ќе се развиваат настаните во светската политика. Дијан, ти благодариме за ова анализа. Ние, почитувани, се одјавуваме. Следуваат за кратко вестите на 1 ТВ. Повторно се гледаме околу 17 часот со нова тема.
Маестралниот Джамбо Агушев во Лица. Како талентирано